ВМРО ДПМН е на терен меѓу граѓаните. Вчерашниот ден беше искористен за посета на населението во населените места во Гевгелиско, каде тимовите за посети остварија непосредна комуникација со жителите, ги слушнаа нивните барања и соодветно според можностите најавија и решавање на нивните проблеми. Од она што успеавме да го видиме денес на терен во селата Давидково, Милетово, Негорци, Пардејци, Моин, најсериозен проблем во моментот со кој што се соочуваат граѓаните во овие населени места се откупните цени на бостанот. Практично не информираа дека околу 2-3 денари се движат истите и ова им представува сериозен проблем и товар. Постои сериозна загриженост и за тоа за ниските откупни цени на кромидот, а луѓето се загрижени за тоа како ќе оди откупот на зелката во наредниот период. Граѓаните се изненадени зашто се уште им стигаат сметки за радиодифузна такса, значи нема ништо од она што беа предизборни ветувања. Напротив, кога станува збор за земјоделството, никаде нема подобрување во делот на тоа што значи за гарантиран откуп или откуп на земјоделски производи по поволни цени, туку напротив, граѓаните се соочени со многу сериозна и тешка состојба во моментов. Во рамки на теренската посета присуствуваа функционери на локално ниво и раководители на подрачни единици, а беше и првиот човек на општина Гевгелија, кој одблизу ги слушна барањата на жителите кои што се во надлежност на локалната самоуправа, ги извести за термините за почеток на следните проекти, но и изрази загриженост за раскинувањето на тендерот за водоснабдување во градот. Градоначалникот не информираше дека министерот за актуелниот министер за транспорт и врски Сугаравски деновиве го раскинал тендерот за водоснабдување на општина Гевгелија, што представува уште еден од низата постапки со кои што се стопираат сериозни инфраструктурни проекти кои што треба да доведат до подобрување на условите за живот на граѓаните во Република Македонија. Ова е вака загрижувачки за граѓаните од општина Гевгелија и општина Богданци. Непосредниот контакт со граѓаните ја оправдува и целта на посетите на ВМРО ДПМН низ населените места, барањата на жителите да ги преточат во предлог законски решенија. И како опозиција, ВМРО ДПМН ќе продолжи понатаму да биде поблиску до граѓаните.